Колега Димовски, вие сте еден доста искусен пратеник, поранешен министер за земјоделие и долги години сте во политиката. Би ве прашала, дали ова што се случува на политичката сцена во Македонија или по-конкретно во Собранието на Република Македонија, некогаш сте го искусиле? Дали во вашиот долгогодишен пратенички стаж имало вакви кршења на деловник или на закони? И дали не е апсурдна оваа состојба, токму парламентарното мнозинство да ги крши законите? Токму парламентарното мнозинство, кое се согласи конечно да се распишат локалните избори, сега да го прекршува законот за избори и да води постапка за разрешување на државниот јавен обвинител. Токму парламентарното мнозинство, кое цела изборна кампања ја водеше советувања за правна држава и немешање во судството, сега овде бара разрешување на државниот јавен обвинител, а само заради политички реваншизам и заради намера Марко Зврлевски после разрешувањето да се замени со некој нивни човек. Доколку не сум во право, тогаш или оваа постапка нека прекине, или нека се прифати предлогот на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија за измена на Законот за јавно обвинителство и нека се прифати наш предлог за наследникот на Марко Зврлевски. Само така ова парламентарно мнозинство ќе докаже дека намерите за смена на Зврлевски му се чесни и дека не е под притисок од премиерот. Се друго се само бледи оправдувања и лажни напади врз нас. Но, кога ќе дојде денот Марко Зврлевски да биде разрешен од ова парламентарно мнозинство, се прашувам и ве прашувам и вас, колега Димовски, кој ќе биде следниот потек и изговор на Социјалдемократскиот сојуз за ова безредие и хаос кој настанаа во државава за само 70 дена нивно владење? Која ќе биде следната нереформа за неживот? Ако со смената на Марко Зврлевски ова парламентарно мнозинство и успее да си го спаси премиерот од судот, нема да успее да го спаси од граѓаните, кои ќе го осудат за неисполнувањето на неговите лажни ветувања во предизборието и во периодот до формирањето на ова мнозинство. До смената на Марко Зврлевски, ние ќе продолжиме да зборуваме за вистината во овој парламент, а таа е дека Социјалдемократскиот сојуз не може да се справи со водењето на државава, не може да се справи со внатрепартиските разврски и незадоволства, не може да се справи со изнаоѓање соодветни кадри за раководни позиции, едноставно не може да одговори на сите предизвици кои се реалност и кои се случуваат секој нов ден. Благодарам.